Здраво дечки, еве сме во уште едно видео од овој серијал за React.js и денеска ќе позговоруваме малку за овие функционалните компоненти кои што толку ги фалам цело време, меѓутоа до сега работевме само во оваа клас компонента. Па ајде да започнеме. Значи сакаме оваа функционална компонента да ја направиме да ја врши иста функционалност што ја врши нашата клас компонента. Па ајде да започнеме. Пред да се воведе нешто што се вика React Hooks, зашто ќе зборуваме во ова видео исто така, функционалните компоненти се користат претежно за некои статични работи, значи за некои компоненти кои што само ни прикажуваат некоја статична дата и статични податоци и тоа е тоа. Бидејќи во истите немавме можност да користиме state, lifecycle, методите што ги споменавме во претходното видео и слично. Меѓутоа, кога се воведе таа новина во React, што се вика Hooks и што поради тие hooks сега се преферираат овие функционални компоненти, се промени. Значи, почнаа да се избегаваат овие класните компоненти, бидејќи овие функционалните компоненти не е едноставна функција, поедноставно се пишуваат тестови за исто, зашто ќе зборуваме во некој видео понатаму, бидејќи одиме прогресивно со видеото, значи полека да не избрзувам, бидејќи се наменети за почетници. Па, се извинувам за тој звукот, па е да започнеме, значи, да видиме што се тоа hooks. Значи, доколку пробаме да импортираме нешто плюс со вакви загради од React и пишеме use, ќе ги видиме сите hooks кои што може да ги користиме, како што гледате име use callback, use context, use debug value, use effect, use imperative handle, use layout effect, use memo, use reducer, use ref и use state. Во ова видео и во видеото што предстојат, навеќе ги користиме use state и use effect. Use state, како што може да претпоставите, се користи за да воведеме state во нашата функционална компонента, бидејќи немаме пристап во овие функционална компонента до this, во која што ни се наоѓа this.state, така мора да користиме ова use state. За користење на lifecycle методите, значи не може да ги користиме тие што ги има компонент dit update, компонент dit mount, компонент will amount и слично. За таа причина ќе го користиме овој state што се вика use effect. Ајде најпрви да го воведеме use state хукото. Значи, за да воведеме state во нашата функционална компонента, како што реков, малку синтаксата ќе ни биде поразлична. За да креираме state, креираме константа, променлива, const, која што ќе ни биде array од две вредности. Значи, втората може да ни е опционална доколку не го менуваме нашиот state. Првата вредност во овој array ни е името на променливата за state. Значи, во функционалната компонента, нашиот state не мора да се вика state, може да го користиме како сака, може да не се вика data. Меѓутоа, ајде ќе го оставиме да се вика state, а втората вредност во овој array ќе ни биде функцијата со која што ќе ја менуваме вредноста на овој state. Значи ќе ја крстиме за да биде исто како во класната компонента, state нека се вика за сега. Меѓутоа може да ја крстиме како сака, може temp да се вика како и да е. Значи set state нека остане и потоа велиме еднакво и велиме use state. И со ова значи сме вовеле state во нашата апликација. Ајде како во класната компонента да го печатиме во h2 нашиот state, но за разлика од класната компонента, значи тука немаме this, тука имаме директно state, пристап право до state, JSON stringify и печатиме ова променлива што ни е овдека. State. Доколку се вратиме во нашата апликација, значи овдека нема да имаме ништо, бидејќи иницијалната вредност на нашиот state ни е undefined. Ајде да стартуваме нашата апликација.
npm start во терминалот. Некој ми пише во коментар да го малку зумирам кодот. Се надам дека ова е доволно. Иако мене ми е окей со посетни букви. Ни се стартуваше апликацијата и како што гледаме немаме ништо. Исто така го променив овој текст пред да почне видеото, functional component текст. Уствари не, вака си беше, се извинам, така си беше мислам. Мислам дека иницијално вака беше. Да, окей. За да отделиме иницијална вредност на нашиот стейт, значи овдека во овие загради како прв параметар ставаме некоја иницијална вредност, може да биде бројка, речеме 1 да ни биде иницијален стейт. Се вратиме, што гледаме ни се печати стейтот. Може да ни биде string, ASD, може да ни биде низа, n23, низа, може да ни биде објект, како што ни беше случај во класната компонента, и тоа ќе го направиме. Иницијална вредност овдека ни беше тест. Ајде, ќе го направиме скрос исто да не биде. Се вратиме тука, меѓутоа ќе додадеме едно тест f нека има за функционална компонента. Чисто малку разлика да има. Значи ни се печати горе тест 2, овдека има тест со тест f за вредност. Окей. Рековме дека во класните компоненти имавме lifecycle методи. Component did mount, component did update, component will mount. Овие значи не може да ги користиме во функционалните компоненти. Замена за тоа имаме со use effect. Use effect хукот. Исто и синтаксата за ова малку ќе не е различна, меѓутоа со вежбање ќе се навикнете. Значи use effect ја повикуваме функцијата. Значи use effect, отворена затворена заграда. И внатре како прв параметар приемаме функција. Тоа е многу битно. Во нашиот случај ќе користиме, значи јас цело време правам, користам arrow функција. Значи отворена затворена заграда, нема параметар, еднакво поголемо отворена голема заграда, затворена голема заграда. Овдека пишуваме што ќе врши нашиот ефект, значи функционалноста што ќе се случи. Втор параметар овдека ни е опционален. Доколку немаме, овдека да пишем, сакаме да ни пече нешто. console.log и functional component use effect. Доколку немаме ништо, ова ќе се изврши, овој ефект ќе се изврши секогаш кога нашата компонента ќе се апдейтира, односно ќе се однесува како компонент did update. Доколку да чуваме ова и се враќаме во нашата апликација, одиме десен клик inspect, одиме во нашата конзола и го што гледаме ова еднаш ни се испечати. Го имаме еднаш компонент did update и компонент did mount. Компонент did update ни се изврши бидејќи променивме вредноста на нашиот state, иницијалната вредност, и со тоа, значи вредноста и со тоа ни се повика овој ефект два пати. Не два пати, еднаш, се извинувам. Доколку овдека ставиме вредност за втор параметар, значи прима вредност array. Доколку ставиме празен array, ова ќе ни се однесува како компонент did mount. Значи овие ефекти може да користиме колку сакам. Ајде ќе направиме 3 да имаме. 1, 2, 3. Првиот нека ни биде првиот нека ни биде со празен array. И ова ќе ни се однесува, како што реков, како компонент did mount. Use effect и ќе имаме една стрелка ќе направиме и ќе пишеме component did mount. Второто
нема да има втор параметар и ова ќе ни се однесува, како што рекавме, како компонент did update. Update. А третото ќе прима array со некои вредности. На грешно место заприката, на точката под заприка. Во овој array може да ставиме депенденција или вредности кога овој ефект ќе се изврши на промена на кој вредност. Докато ставиме state овдека, секој пат кога state ќе ни се промени, овој ефект ќе се изврши. Значи пишеме state changed. State changed. Бидејќи иницијално овдека го додадуваме вредност, ова треба да ни се повика, бидејќи сме направили промена во state и ова ќе ни се изврши. Се вратиме, state change, component did update од озгора, component did mount, functional use effect, component did update и did mount, значи ги имаме сите. Да не е мутнато некој текст, не, тие ми се. Се вратиме. Значи, први ни се извршува, како што рековме, овој ефектот со празен array, со празни загради. Ова, овдека, што ви реков, доку не ставиме ни еден параметар, ова се однесува како component did mount, доку ни е празно. Доку ставиме внатре вредности, може да има state, доку има некој друг state, да речеме крстен дата, доку пуштаме props на било кој props која ќе се промени, props, може дури да извадиме од props некој, да речеме има дата во props, дата која ќе ни се промени, како и да, значи може овдека да редиме колку сакаме вредности. Океј. Ајде да продолжиме со видеото, како што рековме, да го направиме да биде исто како ваму, како во класната компонента. Рековме овдека имавме едно копче, click me, ќе го ставиме исто тука, click me, click handler, двојка да ќе го избришеме, click me, functional component, чисто се разликува малку, click handler додека ќе го копираме, click handler, ево ни го, вака не може да биде, значи мора во функцијата да имаме во константа да ја ставиме, const click handler е еднакво на click handler 2, click handler 1, this немаме овдека, имаме само set state и втор параметар исто не ни прима. Затоа замена за ова што го правиме овдека, одма да го сакаме да ја печатиме вредноста, ние овој state со параметар state однатре. Значи ова ќе го избришеме. Ќе имаме на клик да ни се промени во тест 3, а одека кога ќе ни се промени тој state, ќе му испечатиме моменталната вредност. И со ова, значи, нашата функционална компонента треба да ни се однесува исто како и нашата клас компонента. Се вратиме, чисто да стиснеме refresh еднашка. Иницијално гледа имаме вредност за стейтот тест со тест F вредност. Кликаме на копчето, докато кликнеме на копчето, ќе ни се промени вредноста во тест 3, мислам дека беше, ако не се лажам. Да, тест 3 ќе ни се промени вредноста и ќе ни се испечати во консолата вредноста на ова. Кликаме и еве ни го тест 3 и овде ни е тест 3 променет. За ова видео, дечки, мислам дека е доволно. Доку не ви е тешко, кликнете лайк, кликнете subscribe, пишете некој коментар, чисто да се случува нешто со видеото, споделете го со пријателите во овие времиња на пандемија, останете дома. Ете, ако можем јас да седам дома и да правам нешто за вас, вие, ето, бидете послушни, седете и учите нешто ново
бидејќи ќе биде доста од корист кога ќе помине оваа тешка пандемија. Take care and bye bye.